Еден од најголемите предуслови за среќа, здравје и долговечност е негување на подобри односи со другите. Чувајте го семејството, градете цврсти релации, негувајте и практикувајте силни вредности. Што прво ви паѓа на памет кога ќе го чуете зборот джентлмен? Може би помислувате на Джеймс Дин, Френк Синатра, Роџер Мур или некој од поголемите филмски имиња. Тоа беа вистински господа кои што оставија свој траг и до ден денес. Денес ние ќе зборуваме со еден вистински филмски и театарски джентлмен. Мирис на театар, мирис на филм, а со мене еден од најдобрите во својата професија, мојот драг колега Дејан Лилич. Кај си бе, Деки? Кај си бе, Жаре? Ќе преминеме одма на ти, за да не... Се разбере, јас и ти сме на ти, уште од многу одамна, уште од твоите студентски денови, кога работевме заедно представи, кога се дружевме, разговаравме за театар, за филм, за живот, така да можеме на ти. Еве докај стигнавме. Деки, како си? Па морам да ти признам, одлично. Како е чувството да се вратиш тука? Спектакуларно. Убаво е затоа што театарот е наш живот. Нели ние многу работевме во театар и многу ќе работиме во театар. Театарот е нешто што ќе остане длабоко врежано во нас, ние во него. Преку 70 премиери имам во најразлични форми, така да дел од мене е вграден во овој театар, посебно во овој МНТ, во новиот објект. И секогаш ми е предизвик кога влегувам, затоа што имам чувство и на трема, и на одговорност, и на радост, и на љубов. Тоа чувство на трема морам да признам кога и да влегувам во било кој театар, дали како гледач, дали како артиста и изведувач, секогаш го имам тоа чувство на трема, дали за колегите таму, дали дека театарот е начин на живот, не знам како би го формулирал, но ете тоа што кажа дека имаш трема кога влегуваш овде, јас го имам во секој театар. Зошто е тоа така, навистина не знам. Да, види, таа трема многу ме прашуваат бидејќи јас веќе скоро 20 и нешто години предавам ефективна комуникација. Тренер сум, обучуваш за тоа и една од главните работи за кои луѓето се заинтересирани кога имаат настап, презентација на свој проект, џоб интервју, што и да е. Како да се справи со тремата и што е тоа трема? Тоа е психофизичка состојба. Значи, нешто што секој човек го има, секој човек било каде и да се појави, без разлика дали е тоа сцена, пред некој човек, пред маса на луѓе, пред девојка, дечко и девојка, например, секогаш го имаме тоа чувство на трема, односно таа возбуда која е присатна и тоа е добро, затоа што кога ја имаш, можеш да ја претвориш во позитивна трема и на тој начин да успееш во некои работи за кои си дојден да ги направиш. А таа возбуда е затоа што пред се имаме чувство на одговорност, на нешто што треба да презентираме или пак на радост, љубов кон, еве ти како што рече, кон нашите колеги кога ги гледаме или кон публиката кога сакаме да им покажеме некоја представа. Во основа тремата е страф од понижување. Значи кога ние се плашиме да не случајно сгрешиме нешто, да не се понижиме, тоа е тоа тремата како латински така би дошло некако. Деки би сакал да те прашам што за тебе представува поимот джентлмен? Видиш, тоа е пред малку нели зборувавме онака општо, тоа е пак state of mind, значи нешто што е во твојот ум, во твојата душа, длабоко и нема посебна дефиниција. Може да се дефинира и да се дадат различни дефиниции и примери како што тече животот и не само во одредени некои нешта, туку и во одредени години на твојот живот. Едно е да си джентлмен кога имаш 20 години, кога треба да ја отвориш вратата на девојката од автомобил или да ја потргнеш столицата во ресторан. И тоа понатаму го правиш и на твои позни и зрели години. Но морам да ти признам дека за прашањето што е джентлмен најмногу треба да ги праша жените. Тие најмногу ќе знаат да одговорат. Мислам дека сега ако мене ме прашуваш, джентлмен е да ја помогнеш на сопругата да ги измиеш садовите, да ги пружиш алиштата, да го фатиш осисивачот. И тоа не е папучар, затоа што на тој начин ќе имаш здрава жена, одморна жена, ќе имаш жена која има повеќе време и за тебе, и за себе, и ќе имате повеќе време да се легнете во кревет, да се галите, да си водите љубов. Па да, види, ти ќе ги исчистиш алиштата, ќе испереш, ќе направиш све, ќе си легнеш, она ќе излезе и чиста.
Сега зависи джентлмен, ако е полициски час, нема да, да сега излезе, нема каде тоа е во каде прилог, бега. да. Баш ми е Па драго. мислам дека джентлменството доаѓа од длабоко од душата и од срцето и нема правила. Тоа е нешто што ако го преведеш конкретниот збор, тоа е нежен човек. Значи, треба да бидеш баш онака тендер, нежен во однос на се што правиш, и во разговорот, и во облекувањето, и во однесувањето, а особено во комуникацијата со луѓето. Дали ти кога си растел, кога си сакал да бидеш тоа што си денес, си имал некакви примери, некои актери кои што според кои си се водел? Рол модели или така натаму? Морам да ти признам, тоа е уште едно прашање на кое секогаш велам не. Како што и прашањето што сум сакал да играм од класичната литература или кои ликови сум посакувал да бидат дел од моето CV. Но има еден човек, има еден актер кој за жал веќе не е меѓу нас, тоа е Ненад Стојановски, кој баш беше джентлмен во театарот и джентлмен и на сцена и вон сцена. Ако ги споредам, да кажеме, джентлмените кои можеш да ги видиш на филмското платно, да речеме Дензел Вашингтон, човек кој може да игра и питач, и гроф, и разбойник, и негативец, и позитивец, секогаш е господин джентлмен во сето тоа. Уште еден таков пример е Даниел Ден-Луис. Може би кажувам имиња кои не се многу популарни, ама ако ги видите нивните CV-а, ако ги видиш што работеле и какви награди добивале, ќе видиш и како работат на своите улоги, ќе сватиш и дека Даниел Ден-Луис и Дензел Вашингтон, па и Гери Олдман, да речеме тука, ќе ги изоставам овие класичните Ал Пачино, Роберт Де Ниро. Да. Намерно ги кажам овие тројца затоа што навистина мислам дека се джентлмени во својата работа. Што и да играат, имаат еден нобел во себе. Како што и треба да има еден джентлмен. Кога го прашале Дензел Вашингтон зошто ништо не знаеме за твојот приватен живот и што е со тоа дека не сакаш да се експонираш, тој кажа дека јас вика завршив академија за да бидам добар на сцена и на филмското платно, а не за новинарите. Што впрочем и тоа е така, нели? Мојот професор по глума отприлика го артикулира тоа на еден друг начин, со една реченица, вели вистинскиот актер, интензитетот на неговиот живот треба да биде многу поголем на сцена отколку во приватниот живот. Да. Дефиниција на место. Актер, а не во приватниот живот. Деки, кои се за тебе вистинските вредности во животот? Ова е тема за едно 3 до 4 емисии. Точно, но еве на кратко колку што може. На кратко, знаеш како, веројатно повторно ќе ти кажам како осозрeva човекот вистинските вредности ги наоѓа и ги менува. Никогаш не можеш да имаш ист став и никогаш ќе кажат тој имаше пред 20 години таков и таков став за животот, сега вели друго. Па нормално, осозреваш човекот, размислува и тоа е добро. Има напредок во себе. Сега ако ме прашаш од овој аспект, вистинските вредности на животот за мене се да бидеме здрави, да бидеме живи и да бидеме среќни. Да имаме луѓе околу нас кои се задоволни од животот и задоволни од твојот однос. И најмногу да не лажеш. Нема потреба од лаги. Искреноста знае некогаш да биде многу болна и некогаш луѓето не се среќни кога ќе чујат искрено мислење. Но подоцна сваќаат дека тоа е сепак вистинскиот пат, вистинскиот пат. Така да вистинските вредности се, ако може така да се сведе, па и оние што ги имаш и во Библијата. Оние што и се проповедаат и оние што ние секогаш ги кажуваме кога се големи празници верски, кога се слави, кога се родендени, кога навистина ќе се случи некоја трагедија, па потоа сваќаш дека кредитната картичка не ти е важна. Важна ти е човекот до тебе да ти е насмејан, да е среќен, да е расположен и со него да направиш вистински однос. Ние сме сепак луѓе кои сме социјални битија. Ние едни без други не можеме. Само вистината може да не спаси, добро го кажете. Само вистината. Па и джентлменски е, нели, секогаш да правиме работи пред се за другите, па после за себе. Па види, и джентлменски е и во нашата професија кога ќе кажеш каква беше представата, како бев јас, некој да наместо да те потапша по рамето, каже супер бевте, одлични, ти каже види, тоа и тоа не беше добро, ова беше добро, внимавај на ова, внимавај на тоа. Тоа е онаа
еквивалентно на квалитетна лоша, но добра критика која може да ти направи ти да бидеш подобар. Кога сме веќе кај тие мислења од светски критичари, Дедо и внук, филмот во кој што ти толкуваш главна улога, се здоби со признание за најдобар странски филм, ако не се лажам, поправи ме. Најдобар странски филм во Лондон, тоа му е 6-то или 7-мо признание, претходно добивме во Париз и имаш уште неколку интересни и големи фестивали. За жал, времето е такво да не можевме да заминеме, да ги посетиме тие фестивали ние како актери, но ете, филмот си врви, онлайн се прикажува секаде и се здобива со награди, што ми е мене изузетно драго, затоа што од светски критичари добивме навистина баш убави зборови, дека не се работи за локален, туку баш се работи за некој универзален европски, со европски шмек филм. Филмот е на Илија Пиперковски, нели? Да. Во оваа прилика сакам да го поздравам затоа што имам работено со човекот и многу ми е мило за овие успеси. Што конкретно за Дејан Лилич представува ова признание? Па секое признание за нас актерите знаеш дека е само потврда на добро завршената работа, да речеме. И ние сме среќни кога има такви признанија и не можеш да кажеш, и би било нескромно да кажам, не ме интересираат. Напротив, ме интересираат, но ти даваат и голема одговорност. Сега, како што ќе добие Дедо и внук, да речеме, признание, јас цело време си вртам одредени сцени во глава и велам, таму требаше можеби малку поинаку да го одиграм. Но тоа е нешто што е работа врз себе. Да. И тоа е добро. Секое признание е благодет за она што ние го правиме и, како да ти кажам, успехот на, да речеме, тој филм е успех и за цела наша генерација актерска, но и за цела наша фела во Македонија, затоа што сепак ние таму не се представуваме индивидуално, туку се представуваме и како луѓе, како актери од нашата држава, како наша филмографија. И како и добро признание за самата Македонија. Па како дефинитивно. не, како не. И јас се надевам дека луѓе му се радуваат на секој успех, затоа што јас се радувам на секој успех. Тоа е исто како кога ќе победи репрезентација во фудбал, раковет, кошарка некаде. Тоа е тоа. Ова е исто на некој начин ние се презентираме. Знаеш, дури и кога ќе кажат што има врска дека некои каратисти, мечувалци или пак фолклористи отишле и добиле награда. Важно е тоа. Како не? Сепак тоа е дел од нас, од нашето битие, од нашата култура, од нашата традиција. Дедо и внук исто така. Глумците се амбасадори на општеството и амбасадори на човековата душа. Ова ми го имаат еднаш кажано и јас се сложувам со ова дефинитивно. Ова беше муабет од еден фан, во неформален муабет и навистина кога ќе се запрашаш тоа е така. Тоа е така и нас не е тоа должност да го правиме. Должност ни е и затоа ние мораме да бидеме честни и искрени, поинаку нема да може. Така и вистинското играње на сцена мора да биде честно и искрено. Ако сам не си веруваш, кој ќе ти верува? Така е. Што би бил Деки кога не би бил актер? Па дефинитивно тоа сум го кажал многу пати. Пилот. Пилот? Да. Јас имав желба да бидам пилот на воени авиони. Во тоа време МиГ-27 беше еден од најмокните супериорни воени авиони. Немав среќа, бидејќи требав да добијам автограм подпис од 20 родители, мајка ми не го дозволи тоа и не отиде во пилоти. Потоа има второ обид кога завршив средно училиште да одам повторно да бидам пилот на јат во Вршац. Повторно не добив подпис од мојата мајка. И на крај атерирав на сцената и сега можам на сцена да бидам и пилот и подобранец. А инаку и бев подобранец паралелно. Се подготвував баш онака. Така да дефинитивно пилот. Но ако не успеев да запишам академија, да речеме во тој период, сигурно ќе одев на факултетот веројатно за архитектура. Интересна комбинација. Интересна комбинација. А си имал ли прилика да снимаш филм нешто во авион па да бидеш пилот од тој аспект или се уште не тоа? Се уште не. Но мислам дека тоа ќе биде за мене најзабавно искуство. Би било интересно јас ти пилоти во некоја сцена. Тоа би било гениално. Да кажам искрено, мислам дека би му се посветил на филмот не 100, него 200%. Да. Ајде, да оставиме тоа. Ајде да оставиме. Во Божи раце па да видиме што ќе се случи. Има едно прашање кое што морам да го прочитам. Ова е специјално од нашиот сценарист Мартин, вика: кај голем дел од успешните актери знае да се случи нивното однесување малку да забега од колосек. На што се должи тоа?
што е тоа да забега? Па не знам и јас тоа, не знам затоа, пошто се ставам во позиција на актер моментално, не знам што значи тоа. Успехот да те направи да забегаш. Добро, тоа е нели малку и широко прашањето, но дефинитивно виде, луѓе сме, веројатно да, успехот знае малку да те направи да се почувствуваш многу значаен, но јас секогаш употребувам една визуализација. Само направи анзум од ова каде што си сега. Не мора многу да направиш. Направи десетина километри анзум. Ке видиш како си ти една мала небитна точка на планетава Земја, а ако направиш уште поголем анзум, ке видиш дека Земјата е мала невидлива точка во целиот космос. Така да не сме ние тие околу кои се врти космосот, планетите, сонцето. Ние само фигурираме тука во одредено време и место и секој успех треба да го почитуваме за тоа дека сме направиле нешто добро, но и како одговорност да направиме уште нешто посилно. Вистина е дека се случува такви работи, но ќе ја одбрана мојата фела, не се случува тоа само кај актерите. Имаме ние и некои други професии каде што тоа се случува многу позначајно, многу подрастично и многу повидливо. А на крајот на криштата некогаш велат, па добро, актерите се уметници, може би некогаш им треба такво лудило, нели, за да креираат нешто друго. И јас ќе застанам во одбраната на таа теза за нашата фела, затоа што Робин Вилијамс, покојниот, секогаш викаше дека ние актерите живееме повеќе од обичните луѓе. Зошто е тоа така? Затоа што ние секоја вечер на сцена по 2 сати го поземуваме своето тело и душа на некој друг живот, на некој туѓ. Така да, нашиот живот е тогаш на пауза, нели? А има една анегдота, Ентони Хопкинс, кога, пошто е далеку постар од Даниел Де-Луис, двајцата се англичани, нели? И го видел во ектинг студио и ми вика, дојди мали, кој е овој малиот? А вика, тој е будала, Дени, малку е луд. А, тој е малку луд, донесете ми го вамо. И му вика, ти знаеш Дени, дека ние англичаните, што сме малку луди во Холивуд многу не сакаат и ни даваат многу пари за нашето лудило. Вика, да, знам. Тогаш дојди со мене малку да им глумиме лудило. Тоа е тоа. И еви ги кај се двајцата во сериозни холивудски продукции. Еден од најкултните ликови кои се појавил на филмското платно е дефинитивно агентот Джеймс Бонд. Филмски лик кој е символ за джентлмен. Елегантен, софистициран агент кој има манири на вистински модерен маж. Покрај квалитетите кои ги има, оно што го одликува е неговиот стил, кој е инспирација за сите. Маж со префинет вкус кој знае што е добро и квалитетно. Секогаш дотеран од глава до пети, во безпрекорен костум, агентот Джеймс Бонд е пример за британски господин кој е умерен во своето однесување, професионалец кој зрачи со шарм и софистицираност. Креаторот на Джеймс Бонд е Иан Флеминг во далечната 1953 година. Тој бил инспириран од вистински приказни за шпиони во тоа време. Додека го создавал ликот, Иан работел за британската морнарица и имал значајна улога во британската разузнавачка служба. Бројот 007 исто така има историја. Овој број се користел како код во британската служба. Секоја приказна е инспирирана од вистинскиот живот. Дали знаевте дека филмот Казино Ројал е инспириран од српскиот шпион Попов, Душко Попов, двоен агент од кралството Југославија кој служил за британската тајна служба во Втората светска војна и дава лажни информации на нацистичка Германија. Тој е познат по неговите кодни имиња Душко, Иван и Трицикл. Како српски двоен агент за време на Втората светска војна, Попов бил коцкар, познат женкар и речиси секогаш изгледал елегантно. Ова се особини кои што до ден денес се дел од филмскиот лик Джеймс Бонд. Па силно се верува дека српскиот шпион е вистинска инспирација за најпознатиот агент во светот. Познат новинар од телевизијата BBC го посетил казиното Есторил во Португалија, место кое што било познато собиралиште на многу шпиони за време на Втората светска војна. Ова е местото каде Душко Попов и Иан Флеминг за прв пат се запознале во 1941 година. Се верува дека ова е местото каде се родила идејата за Джеймс Бонд. Португалија била неутрална држава за време на Втората светска војна и како и сите неутрални држави во Европа, таа била место за собирање на шпионите. Бројни шпиони, претежно британски и германски, се собирале во хотелските лобија и хотелските барови. Една вечер Душко дошол во казиното во Португалија во друштво на прекрасни жени.
Неговото однесување било впечатливо и на тој начин Флеминг се запознал со него. По смртта на Флеминг, Попов напишал автобиографија во која тврди дека инспирација за Джеймс Бонд и дека Казино Ројал е всушност Казино Есторил. Убаво сонце, пролетта конечно почна да не служи сега, да не ни заврне снег, само тоа не знаеме деки. Јас мислам дека ќе дојде и снег, ама ајде ќе видиме. Имаат некои најави, ќе видиме и тоа, да не зборуваме. Во која гардероба се чувствуваш најудобно? Како ти е најпријатно? Дали одело, дали тренерки, дали гол, дали не знам, како на Дејан Лилич му е најудобно? Морам да ти кажам дека стварно немам посебно чувство дека морам одредена гардероба да се облечам. Зависи од ситуацијата. Супер ми е во дело кога ќе облечам, добро ми е од тренер ќе уживам, по пижами дома, по купејќи да пливам. Да, а имаш ли нешто пример што би сакал нонстоп да го носиш, да кажеме часовник, наочари, новчаник, нешто без кое што ете домот не го напушташ? Си имам еден часовник кој многу освен љубовта кон сопругата, извини. Така, извини што те прекинав. Тоа е врежано за секојаш во моето срце и нема шанси да излезе. Имам часовници. Едно време тоа е многу интересно за мене во врска со накити. Јас уште од дете носев, кога ќе кажам дете, значи оние тинејџерски луди години, носев разни прстени, алки, кожни, часовници, наочари во различни бои. Мислам дека јас бев еден од првите кога се појавуваше на емисии, каде што водев емисии, каде што водев разни шоу програми со плави, сини, зелени, жолти наочари во различни форми и сите ми се дома. Баш пред некој ден една кутија огромна со сите тие тракатанци, реквизити, ја отворив, се смеевме, имам фотографии со тоа и како што оди времето некако на себе не носам ништо. Да сакаш да се Да, отпустиш никако од себе. немам ништо така, но никогаш не се знае. Можеби некој ден ќе ставам повторно некоја алка или нешто такво. Но да, сум носел многу, а интересно е дека колку и да бев во еден период едно лудило кое си имав јас свое на носење на такви работи, никогаш немам дупното уво, ниту пак имам намера да го направам тоа. Не ме прашува зошто едноставно имам чувство дека тоа не треба да го направам. Јас имам две. Знам. Но тоа беше од средношколските денови, така, а не зараснува. Тоа е чуден феномен, не зараснува. Единствено каде што сакав наистина да направам пирс, тоа е на Вења. И не го направи. Па не, ми рекоа, немој да го правиш тоа, ти си актер, се пресобликуваш често, можеш да го... Точно. И реков, ворец. Може би ограничува. Тогаш не. Истото мене ми го кажувале за тетоважите. Филозофијата на самата тетоважа, не како сега сакам да се истетовирам за да бидам tough guy, него индијанската филозофија на тетоважата, дека таа ти е тебе символ за енергија и така натаму. Заради тоа сакав да имам тетоважа, но ете ние сме нели актери, може да не ограничи до одреден момент, макар што сега е модерно време. Јас имам тетоважите. Нема да застава. Да, тоа исто. Тоа Еднаш не е почнуваш и толку. Јас сум фатален во одредени работи. Така Дали е. тоа по знакот што го носам као шкорпија, ама фатален сум. Значи јас ќе почнем со една, две, три и тоа ќе трае. И сега гледаш следна емисија за 2 месеци, ја ти до тука истетовирани. Пази, голи сме на Да, емисија. тука Вардар се капеме. Деки, што мислиш, дали во Македонија македонските мажи се поддржуваат еден кон друг или постои тој завист? Еве, почнувајќи од нашата фила, што? Какво е твоето мислење по тоа? Искрено, честно. Искрено. Па да, рековме искрено, да, постои огромна завист. Се сложувам. Дури и се сложуваш, така? Се сложувам, дефинитивно. Дури и да не е од мојата професија, дури да е режисер, да речеме, Да. постои завист. А јас секогаш велам, никогаш не можам јас да бидам како ти, ниту пак ти можеш да бидеш како ја. Така е. Тука сме Заедно можеме уникатни. да бидеме компатибилни и да створиме нешто заеднички, но сите сме индивидуи сами за себе. Како што е уникатно нашето прсте, едно, друго, трето и сите 10 Да. и од исокот, така сме сите уникатни сами за себе. И нема потреба да се стремиш да бидеш како некој, а тоа го има кај нас. Не велам дека и поддршката не е присатна е, значи го има тоа и кај некои мои постари колеги, практикувам да го пренесам тоа кај моите помлади колеги, затоа што јас сум добил поддршка, но знам дека зависта е баш присатна. Да. Зошто е тоа така, не знам, но еве мене ми е навистина многу мило за твоите успеси и се радувам за тоа. Знам, јас да го чувствувам кај тебе, кога ќе се радуваш за нечи успех, апсолутно очекувај да ти дојде и да ти се врати на некој начин нешто. Значи тоа е, јас ќе го кажам, има некоја космичка, небеска правдина, има нешто што се враќа. Секоја пратена позитивна мисла ќе се врати позитивно. Секоја пратена негативна мисла
знаеш како ќе се врати. Тоа е, затоа молитвата е многу добра, затоа што е позитивна вибрација кон космосот, ништо друго. Како се доживуваш себе си во 3 збора? Можеш ли да се опишеш кога некој би ти рекол? Исклучително едноставен, исклучително тежок и комплициран. Наискрено. Јас некогаш сам со себе не можам да се справам. Искрено ви кажувам. Да, се има. Но животот како тече учам. Да. И мислам дека си имам сменето доста. Од еден огин кој пали, гаси, жари и кој е нескротлив. Многу сум среќен што сум успел да дојам до таа ситуација да можам сам себе си пред се да се скротам, затоа што не е добро ни за мене, но не е добро ни за другите. И не можеш само така грлом у јагоде, не можеш само така како бесна фурија да идеш низ животот, мораш пред се да имаш почит и кон другите, а на тој начин ќе имаш почит и кон себе си. Колку е ден различно професионално и приватно? Многу. Многу. Едно сум на сцена, друго сум приватно. Навистина тоа така. И се обидувам да... Еве и мојот приватен живот, спомна за Дензел Вашингтон, мојот исто приватен живот многу малку луѓе го знаат. И секогаш се обидуваат медиумите да го дознаат мојот приватен живот, но јас мислам дека тоа е небитно. Што има врска дали некој ќе знае како, што и за мене во приватниот живот. Мојата професија, моја професија, тука творам и тоа ми се чини нешто што е важно да се знае. Сето друго е жолт печат и ништо повеќе. А приватно знам, еве и во однос на гардеробата, знам некојаш да се облечам како клошар, не ми пречи. Ако јас се чувствувам денеска да излезам во широки и скинати панталони со маечка со разбушавена коса и неизбричен, додам до продавница да фрлам ѓубре, но да кажам добар ден на мојот комшија кој го почитувам, на пазарот да ги поздравам луѓето, да прашам како се, што се, да помогнам некому нешто, секогаш сум тука присутен. И затоа мислам дека кошулата од делото, вискито и пурата не го прави човек джентълмен. Тоа е состојба на умот, се сложувам Ништо дефинитивно. повеќе. 5 години беше на висока раководна функција, а при тоа беше еден од и си се уште еден од нашите најдобри актери. Како се постигнува тоа да си и позади сцената и да организираш се и да си на сцената? Исклучително тешко, морам да ти кажам, но ја видов приказната каква е не само од сцена кон публика, значи она креативна, артистичка, туку ја видов и продуциската. И драго ми е што го видов и тој дел. Сега можам да балансирам помеѓу едното и другото и знам дека не секогаш треба да и се лутиме на управата и дека управата секогаш е виновна за се. Не секогаш е мокна, особено во нашава татковина, затоа што сепак имаме граници и имаме ограничување каде што и колку можеме да се занимаваме со продукциски со нашата култура и инвестициски во неа. Но тешко е и затоа после мојот мандат тие 5 години едноставно си заминав, затоа што си добив семејство прекрасно и сакав да му се посветам и на моето семејство, но и на мојата кариера. Сепак, додека бев директор во МНТ, ајде ќе кажам под наводници, но загубив доста работа. 2 филма во Русија, 1 серија, што не е малку. Може би сега ќе бевме пандан со Биковиќ, ги игравме заедно. Баш онака комуницираме од време на време, сега и тој ништо не работи. Но да останев тогаш во Русија, може би заедно ќе работевме и ќе бевме. Но никогаш не е касно. Но никогаш не се знае. Да, јас секогаш велам, било така како што треба да биде. Се што се случува со причина, јас сум убеден во тоа. Слободното време како го поминуваш? Се враќам на старите добри детски навики, затоа што имам 2 прекрасни ќерки со кои многу се забавувам. Да ти се живи здрави. Заедно да си добиеш и ти. Со нив ми е воглавном целата забава во моето слободно време, но се обидувам да спортувам колку што можам повеќе. Прошетки надвор во природа ни се онака трейдмарк. Дали е тоа јавање на коњи на хиподром или таму некаде во Ѓорче или парк водно, некогаш Козјак, многу често покрај некоја река. Во последно време кога се малце попораснати одиме малку на југ од нашата земја. Но исто така правам некои работи кои сум ги правил кога сум бил помлад, а тоа е од типот на, еве да речеме, 3D анимација. Значи баш го изучив сега тоа, учам јазик германски. Ја? Да, натурлих. Понатаму се занимавам со малку
научна работа, ајде да речеме во еден мој домен не толку научна, малку креативно научна, но за тоа ќе зборуваме потоа. Нема сега да откривам за една машина која е во оптеки, која треба многу скоро да се појави на пазарот. Така да, различни работи. Супер, тоа морам е да кажам, но исто така и дел од мојата професија, си направи студио дома, работа во моето студио, снимам само за мене, па можеби некогаш ќе бидат извадени во јавноста, приказни за деца, раскажуваме, а тоа е убаво за деца со посебни потреби кои не знаат и не можат да читаат, или пак луѓе кои патуваат, не е лошо да се слушнат една аудиокнига во својот автомобил кога имаат пат од 2,5 часа. аудиокнигата, јас многу ја практикувам со секој мој одење на водно слушалките, книгата, и тоа е многу добро затоа што е мултитаскинг, нели. Освен што слушаш, нели, со дечињата, детските песнички сите од Wheels on the Bus па натаму, каква музика сакаш ти да слушаш приватно? Ете кога завршува денот, си легнуваат децата, можеби сопругата си легнува и седнува деки, што знае да се пушти. Јас сум рокер во душа, значи рок-н-ролот ми е онака основа за се. Уште од средното училиште и основното, иако беше популарна таа поп музика, некако рок-н-ролот, хард рок, па и хеви металот ми беше онака моја типизирана музика. За некаде таму 90-тите, крајот на 90-тите да почнам малку и со електронската музика да се занимавам, па потоа проиде еден период каде што и драм енд бейзот и особено трансот беше дел од мојот живот и се уште е. Така да многу фестивали, многу концерти, кога велам фестивали, значи фестивали од неколку дена, со кампување, со многу стејџови, дали е тоа само Траки, дали е тоа во Унгарија на Зигет, дали е тоа во Португалија, бум, се едно, значи постојат фестивали и постојат многу концерти кои сум ги посетувал. Така да се уште им се враќам на тие работи, но во последно време и на децата многу сакам да им ја пуштам класичната музика, кога немам при рака, најчесто сега плочите ми се тргнати затоа што се уште немаат однос кон грамофон, така да иде нешто на CD или пак наедноставно 100,8. Да. Класик FM и тоа знаеме да го Jazz слушаме. FM. Да, Jazz FM, Класик FM. Македонска музика слушаш? Да, слушам, зашто да не. Сакам да бидам оттек. Јас многу често бев и врзан со македонските изведувачи преку М2. И тоа 3 години со нив, така да почитувам се што е во однос на создавање на македонска музика, почитувам. Сакаш ли, додека го правиш тоа во опуштањето на вечер, да се напиеш добар пијалок? Имаш ли некој, како да кажам, можда обичај? Пиеш одреден пијалок или си пиеш млекце со девојчињата и си легнуваш? Млеко не пијам, повеќе пијам кефир, да речеме, или сурутка козја, ти знаеш дека тоа е многу здраво и добро. Конзумирам јас исто. Алкохол ретко пијам, но сакам Но квалитетно. добра пијачка, добра квалитетна пијачка. Не е дека не сум го конзумирал. Ти реков, јас сум... Да, се со времето, нели? Се со времето, нели, сме правеле се во животот, но добар виски и добро вино. И добар коњак. Едно време не љубев алкохоли кои се обоени, повеќе одев на необоени алкохоли, но сега коњак, виски и сепак виното ми останува онака како престиж. Тоа е нешто што мислам дека е убаво човек да го консумира. Во неформален и во формален разговор ги спомнавме пурите. Што мислиш, дали е добра навика или само джентлменска навика, или мислиш дека е тоа така или не е така? Каков е твојот однос према конзумирањето на тие средства? Не е тоа како да отвориш кутија цигари и да запалиш цигари. Треба да го знаеш тоа. Како да ја конзумираш, со што оди и пред се каде оди. Не секое време, секој момент. Кај нас тоа малку се третира како и многу работи, туку така. Да. Ајде. Тривијален е односот кон пурата кај нас. И најчесто така и завршува, тривијално. Да. Без кои 5 работи дека за крај ќе ми кажеш не го стартуваш денот? Ова е интересно. Без кои 5? Доколку има 5, доколку не. Па ајде да речеме вака. Ајде да речеме во првите половина час. Полуладен туш, 3 чаши вода со лимон, витамин С, цинк, насмевка за добро утро и гушкање, бацување сопругата и децата. А понатаму денот си ги носи своите предизвици и никогаш се разбира не е ист.
Ти благодарам, навистина ми е чест што ете конечно вака официјално се најдовме на телевизија, конечно имав прилика да снимам нешто со тебе. Многу ти благодарам и на тебе. Јас многу се радувам што си во оваа емисија, затоа што ти стои. Ти За благодарам. разлика на многу кои не им стои разни емисии или елементи. И во очекување да си ја направиме представата. Да, се надевам дека тоа ќе биде за брзо. Ти благодарам уште еднаш. Голем поздрав до твојата фамилија и остани како што си. А вие, драги мои, имате од кого да учите. And it's a wrap. Ја. Најавивме и представа, па ти сега види брате. Срце мој. Некои луѓе секогаш во вас ќе гледаат само лоши работи, затоа што намерно не сакаат да го видат доброто во вас. Но тоа нека не ве обесхрабрува. Секогаш негувајте добри навики. Човекот е онолку добар колку што се добри неговите зборови. Френсис Алберт Синатра. Се гледаме следната недела.